Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Нова потопна пумпа инсталирана за потребите на системот геотерма кај изворот за топла вода кај Долни Подлог. Со тоа повторно е ставен во функција бунарот за експлоатација, што не работеше извесен период. По неколку годишен застој во работењето, вработените во комуналното јавно предпријатие Водовод го вратија во функција бунарот за црпење топла вода од системот за експлоатација и реинектирање на геотерма. Спуштена е наменска потопна пумпа со јачина од 77 киловати, со што бунарот повторно ја вади топлата вода од геотермалното лежиште Подлог Бања. За набавка на новата пумпа за експлоатацијскиот бунар инвестирани се над 5 милиони и 700 илјади денари, што Водовод ги обезбеди од сопствената сметка. Од предпријатието истакнуваат дека во моментот статичкото ниво на водата во бунарот изнесува 71,5 метар. Меѓутоа, поради падот на статичкото ниво на аквиферот и големото динамичко ниво на тој бунар, што изнесува 24 метри, новата пумпа е спуштена на длабочина од 110 метри. Со тоа се овозможува експлоатација на 350.000 кубни метри вода на годишно ниво со температура од 72 степени Целзиусови. Со изградбата на системот за експлоатација и реинектирање во 2008 година се изведе топлоизменувачка конструкција со енергетска трансформација на геотермалната вода. 1 кубен метар топла вода заменува 5 кг и 400 грама мазут, што е значајна енергетска заштеда со целосен еколошки ефект. Истовремено се обезбедува и санација и баланс на геотермалниот потенцијал на самото лежиште. Геотермалните води од системот геотерма во Кочани се користат за загревање на 3 јавни објекти, на оранжериски комплекси и како и на работни хали во приватни индустријски субјекти. Ке се менува висината на надоместокот за користење на јавна површина од 10 денари на 5 денари за метар квадратен дневно. Предлогот беше едногласно прифатен и изгласан од страна на советниците на општина Виница на последната седница на Советот. На 44-та седница на Советот на општина Виница, а по предлог на градоначалникот Ивица Димитров, беше ставено на дневен ред предлог одлука за измена на одлука за користење на јавни површини во општина Виница, со која се менува висината на надоместокот за користење на јавна површина од 10 денари на 5 денари за метар квадратен од ден и беше едногласно прифатена со 15 гласови за. Оваа одлука е донесена со цел да се олесни на угостителските објекти во овие тешки моменти за нив, со оглед на тоа што беа затворени во поголем дел од годината поради пандемијата со COVID-19. Исто така се даде и образложение на кварталните извештаи на буџетот на општина Виница за периодот од 1 јануари 2021 до 31 март 2021 година, во кој е искажана реализацијата на приходите и расходите, заклучно со овој период. Вкупните приходи изнесуваат 101 милиарда 403 илјади денари, или 31,16% од вкупно планираните, од кои пренесениот вишок на приходи од претходната година изнесува 34 милиони денари. Вкупните расходи на буџетот се остварени во износ од 78 милиони и 700 илјади денари, или 24,21% од вкупно планираните. Во однос на оваа точка се гласаше со 8 гласа за и 7 гласа против. Во селото Истибања се случила тешка сообраќајна несреќа во која потешко е повредено едно лице кое управувало мотор. Повредениот бил префрлен во Кочанската болница, а увидот на полицијата треба да ги разјасни околностите кои довеле до несреќата. 29 годишен моторџија од Истибања се здобил со потешки повреди во сообраќајна несреќа што се случила во четвртокот доцна попладне. Повредениот управувал мотоцикл, при што во еден момент изгубил контрола над него и паднал на коловозот. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, несреќата се случила на 22 април околу 18 часот и 50 минути. Таа е пријавена во полициската станица во Виница, при што е наведено дека во Истибања 29-годишниот МВ кој управува мотоцикл без регистерски ознаки паднал на коловозот. Во незгодата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди што му биле констатирани во општата болница во Кочани.
Исто така бил извршен и увид на местото на незгодата од страна на увидна екипа од полициската станица од Виница, која треба да ги разјасни околностите поради кои дошло до паѓањето. Истиот ден секторот за внатрешни работи од Штип спровел засилена акцијска контрола во областа на сообраќајот. При тоа изречени се 57 мерки, меѓу кои 38 за управување возила со брзина поголема од дозволената, 13 за управување возило без возачка дозвола, една казна за технички неисправно возило, како и една за минување на црвено светло. Во еден случај, казнет е возач кој не користел сигурносен појас, а тројца возачи се казнети за непрописно паркирање. Од полицијата информираат дека со засилените контроли продолжуваат и модерните денови. При тоа се апелира до учесниците во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да се зголеми безбедноста во сообраќајот. По повод 23 април, Меѓународниот ден на книгата и авторското право, Библиотеката Искра ги додели признанијата на најдобрите читатели за 2020 година. Поради пандемијата, одбележувањето на денот помина скромно без посебни активности. На скромна свеченост, без поголеми активности и славање, Библиотеката Искра ги додели признанијата на најдобрите читатели за 2020 година, а со тоа всушност го одбележа 23 април, Меѓународниот ден на книгата и авторското право. Признанието на најдобрата читателка во категоријата деца Лиле Стојменова и беше доделено лично на самата свеченост во библиотеката, додека на Марија Николовска, најдобра кај возрастните читатели. Од оправдани причини, признанието и беше доделено во отсуство. Во чест на овој празник, со скромна манифестација ги прогласивме најдобрите читатели за изминатата 2020 година, а исто така во тек на нашето работење, на нашите денешни читатели им подаривме по еден цвет и книга според каталонскиот обичај. Ние како библиотека ги избираме најдобрите читатели според однапред утврдени критериуми, а тоа се бројот на прочитани книги и редовност при враќање на истите. За најдобри читатели во изминатата 2020 година ги прогласивме следниви наши читателки. Во категоријата најдобар возрастен читател е нашата редовна читателка, е избрана нашата читателка Марија Николовска, која што денес не беше присутна поради оправдани причини, а во категоријата најдобар детски читател е прогласена нашата млада читателка Лиле Стојменова. Ни беше чест и задоволство да се дружиме со нив и веруваме дека оваа дружба ќе продолжи и понатаму. Сум член од Библиотеката Искра од прво оделение и освен редовните лектири, читаме слободни книги, најчесто романси и трилер. Премногу сум среќна и благодарна што сум изберена за читател на годината 2020. Пандемијата со слободното време го исполнувам со читањето книги и би им препорачала да читаат повеќе, затоа што книгите се нешто неголемо богатство. Меѓународниот ден на книгата и авторското право 23 април е прогласен далечната 1995 година од страна на УНЕСКО. Секоја година Кочанската библиотека го одбележува со низа активности, во кои се вклучени и учениците од основните училишта. Но сега поради пандемијата, тие активности изостанаа. Основното училиште Малина Попиванова ги започнува проектните активности во рамки на Еразмус Плюс програмата. Целта на започнатите проекти е да се спречи раното напуштање на основното образование на децата роми. Проектите имаат меѓународен карактер и се реализираат со партнерски училишта од Хрватска, Бугарија и Грција. Основното училиште Малина Попиванова ги започнува активностите во рамки на два проекти добиени од Еразмус Плюс програмата. Воспоставување на систем за следење на раното напуштање на училиштата на децата роми во основните училишта и цели за одржлив развој за учениците. Станува збор за два Еразмус Плюс проекти, од кои на едниот Кочанското основно училиште е партнер на ромската невладина организација Авена од Кочани, додека на другиот проект се носители во соработка со невладината организација Екологик од Скопје. Станува збор за проект со кој ќе се спречи раното напуштање на децата роми од основното образование. Проектот се состои од два дела. Првиот дел е од спремање на наставни материјали
за часови, а вториот дел е спремање на онлайн платформа со веќе готови прашања, односно проблематики и како тие да се решат. Платформата ќе биде подготвена од страна на психолози и педагози, додека наставните материјали ќе бидат подготвувани од страна на наставниците во училиштето, од нашето училиште и од партнерските училишта, кои што се од Грција и од Бугарија. Проектите имаат меѓународен карактер и се реализираат со партнерски училишта од земји од регионот. Другиот проект е за целите за одржив развој за ученици. Исто така партнери сме со училиште од Хрватска и од Бугарија. Во овој проект ќе се спремат наставни материјали. Исто така и ќе се спрема и онлайн платформа на која што ќе бидат представени тие материјали. Материјалите ќе ги спремаат наставници и потоа ќе се работат заедно со учениците од сите училишта. Поради пандемијата со COVID-19, проектните активности се реализираат онлайн. Во соработка со сите вклучени партнери ќе се организираат дополнителни обуки и тренинзи согласно целите на проектите заради споделување искуства и постигнување на посакуваните резултати. Доколку дозволи здравствената криза со COVID-19, можно е активностите да се реализираат и со физичко присуство и посета на споменатите партнерски училишта од европските држави. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се игра 24-то коло во првенството на втората фудбалска лига Исток. Осогово ќе биде домакин против лидерот Брегалница, а Виничка Слога ќе му гостува на последно пласираниот Росоман. Првенството во втората фудбалска лига Исток продолжува со одигрувањето на 24-то коло, во кое екипите од Кочани и Виница ќе имаат противници што се сосема различни според играчката моќ и местата кои ги заземаат на табелата. Тимот на Осогово ќе биде домакин на Штипска Брегалница, која со добрите игри во изминатите кола, без ниту еден пораз, заслужено се наоѓа на лидерската позиција со 61 бод, дури 9 повеќе од второпласираниот Тиквеш. Тоа само по себе зборува колку тешка задача ќе имаат жолтосините, доколку сакаат да останат непоразени на овој надпревар. Двата загубени надпревара од претходните кола не им оставаат голема комотност за да играат релаксирано, односно лош резултат на средбата со Штипјани само ќе им ја влоши позицијата за задржување во средината на табелата. Осогово во моментот има 29 бода и е на 6-та позиција. Виничка Слога пак, по двете нерешени средби на домашен терен и на гостувањето во Прилеп, е едно место зад Кочанскиот тим и има 24 бода. Во ова коло на домашен терен ќе го пречека последно пласираниот Росоман. Тоа е добра можност за виничани да ја почувствуваат радоста од победата и да освојат цели 3 бода, нешто што не им се случило веќе 12 кола. Сите 5 средби во источниот регион од 24-то коло се играат в сабота со почеток од 13 часот. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.